Првиот пат дедо ми го врати од болница со образложение дека има бронхит, а вториот пат чекајќи итната помош да го однесе на инфективно одделение почина дома. Беше во тешка состојба, но ни рекоа дека немаат возило и не може да биде пренесен. Сведочи за Алфа, внука на 78 годишниот велешанец кој во средата почина од коронавирус. Денеска резултатите кои пристигнаа во Центарот за јавно здравје во Велес го потврдија присуството на COVID-19 кај пациентот. Неговата внука револтирана од односот на дел од медицинскиот персонал. Вели дека се сочиле со голгота. Прво се убедувале соматичниот лекар на незиниот дедо да му биде закажано тестирање, а откако успеале се сочиле со дрзок однос од здравствените работници. Ги распрашувале дали успеале да обезбедат тест со врски. Чекајќи го резултатот од тестот, неговата состојба се влошила. Неколку дена 78 годишниот пациент бил дома со повишена температура, кашлање и омалаксаност. Екипата на итната помош дошла по неколку повици на семејството за да го однесе на преглед. Прво ни рекоа да одиме со сопствено возило или со такси. Рековме дека немаме возило. Ги чекавме речиси 1 час. Во болница го прашаа дали имал контакт со некој заболен од корона. Му рекоа дека има бронхит и дека може да се лечи дома. Откако беше вратен дома во вторникот, нагло му се влоши состојбата. Од брза помош ни рекоа дека имаат возило, но дека немаат шофер. Дедо ми беше прилично здрав човек и немаше хронични заболувања. Не живеевме во заедница и ние немаме симптоми, но ни рекоа дека дури во понеделник ќе можат да не тестираат. Директорот на Велешката болница вели дека било постапено според сите протоколи. Дежурната докторка утврдила хроничен бронхит и пациентот го пратила дома. Велешанецот негирал контакт со заболен од коронавирус. Претходно, како што вели директорот на болницата, одматичниот лекар бил лечен со парацетамол. Направена епидемиолошка анкета од која утврдено дека немал контакт со заболени од коронавирус. Направен е комплетен преглед, при што е утврдена дека нема температура, воопшта стабилна состојба, со бронхитичен наод на белите дробови, поради што му е ординирана соодветно терапија. И веднаш после тоа, по проценка на дежурниот доктор, даден е совет за домашна изолација и контрола со резултатот од земениот бриз. Денески здравствените инспектори вршеа надзор во болницата во Велес. Случајот со велешанецот е сличен на оној со 66 годишната пациентка од Горна Татеши која почина од коронавирус откако не беше примена во Охридската болница. Директорката на Охридската болница беше разрешена. Таа заедно со инфектолозите беше парично казната поради лекарски пропусти. Докторите реагирале според алгоритмите за ваков тип на пациенти кој им бил даден од ресорното министерство.